Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со гордост ја споделуваме веста за завршување на експресниот пат Страцин-Крива Паланка. Овој проект беше започнат во време на СДСМ во 2018 година и над 90% беше реализиран до средината на 2024 година. Станува збор за стратешки проект, стратешка инвестиција која е многу важна за развојот на североисточниот плански регион и значително ќе придонесе за подобрување на поврзаноста, за економскиот раст и развој и квалитетот на животот на граѓаните на Крива Паланка и целиот овој регион. Да не беа блокадите на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, овој експресен пат можеше и многу порано да се заврши во текот на 2024 година. За жал и само за политички цели, пратениците на тогаш опозицијската ДПМНЕ го кочеа овој проект. Тогаш во Комисијата за финансирање и буџет, ВМРО-ДПМНЕ со месеци го кочеше предлогот за закон за грант вреден 14 милиони евра, кој беше потребен за дофинансирање и завршување на овој експресен пат. Но како и да е, денес зборуваме за завршен патен правец и граѓаните од утре ќе може да ги почувствуваат придобивките за стратешки започнатите проекти за време на владата на СДСМ. Во рамки на проектот беше изградбата на две подделници. Делницата Длобочица-Чатал, Страцин, со должина од 15,5 км и делницата од Крива Паланка до Длобочица со должина од 10 км. Или вкупната должина на овој експресен пат изнесува 25,5 км. Целиот проект е вреден 94 милиони евра, финансиран преку средства од Светската банка и грантови како дел од нашиот најзначаен коридор, коридорот 8. Со овој пат, жителите од целиот регион ќе може побрзо и побезбедно да патуваат помеѓу Куманово и Крива Паланка, но добиваме модерно патно поврзување по една од најкомплексните делници во нашата држава. Стариот пат беше со многу свиоци и бавно движење на тешките товарни возила. Добиваме подобра поврзаност помеѓу Скопје и Софија, нешто што ќе влијае на развојот на трговијата, економијата и туризмот. Конечно, граден е по највисоки безбедносни стандарди, преку кои избегнуваме многу црни точки на старата патна делница, која што наликуваше токму на патна делница од 19 век, а добиваме безбедност при патувањето за нашите граѓани и за сите учесници во сообраќајот. Во североисточниот дел на земјата СДСМ инвестираше многу, особено во делот на инфраструктурата, патиштата и развојот на целиот овој регион. И тоа покрај граѓаните од овој регион, но и граѓаните кои што транзитираат овде многу добро го знаат. Покрај овој пат реализирани се и други значајни инфраструктурни проекти, како реконструкцијата и проширувањето на патниот правец Крива Паланка-Деве Бајр, реконструкцијата на патниот правец Куманово-Страцин, Куманово-Свети Николе, како изградба и реконструкција на постоечките мостови кои што беа дотраени низ текот на годините. Изградивме и рехабилитиравме и многу патни правци кои што ги поврзуваат руралниот дел од овој регион, населените места со цел подобро движење за граѓаните. На крај сакам да се заблагодарам на сите досегашни раководители на државните институции кои што во изминатите 6 години работеа макотрапно и напорно за решавање на сите предизвици кои што се испречуваа пред нас, но секако и на сите инженери, вредните градежни работници кои работеа во поволни, но и во неповолни временски услови, на сите вработени во надзорниот орган, надзорните инженери, проектантите исто така, без кои денеска немаше да имаме вака изграден модерен експресен пат за овој регион, со што ја подигнуваме и безбедноста, но и конкурентноста на македонската патна инфраструктура.